Нагло расте бројот на хоспитализирани во Кумановската болница. Капацитетите речиси се исполнети. Во болницата се лекуваат над 50 пациенти. Повеќето од хоспитализираните се жени над 40 години. Тие не биле вакцинирани и се на кислородна поддршка. Доколку целосно се исполнат капацитетите, надлежните ќе го следат примерот на останатите градови и ќе пренаменат дополнителни одели. Ако пред една недела кажувавме дека да, имаме хоспитализирани пациенти, меѓутоа нема проблем со слободни места, не е голем напливот, ќе кажам дека состојбата нагло се смени за неполни недела дена. Од почетокот на викендот почна нагло зголемување на бројот на пациенти и се тоа пациенти со средна тешка и тешка клиничка слика кои што се за хоспитализација. Значи, во моментот на инфективното оделение имаме 21 пациент, а во модуларната 30 лежечки пациенти плюс 20 пациенти кои што се на дневна болница. Од овие 51 лежечки пациенти, 42 се на кислородна поддршка. Грото од хоспитализираните се жени на возраст од околу меѓу 40 и 70 години. Значи, и жени и мажи има, меѓутоа повеќето се жени на оваа возраст, повеќето се невакцинирани, значи од оваа вкупна бројка имаме 5-6 кои што се вакцинирани и тие се со за нијанса поблага клиничка слика, значи не се на кислородна поддршка. Од Кумановската болница информираа дека меѓу заболените има и цели семејства. Поради актуелната состојба надлежните повикале од годишен одмор дел од здравствените работници, но и останатиот персонал. Она што за нијанса беше пуштено, значи како слободно движење, можност за групирање, на крајот доведе до тоа да луѓето не почитуваат и она што е елементарно, значи да се групираат, да не седат во изолација, имаме и такви примери, па така болеста се шири. За жал, вчера лично бев сведок, значи во продавница, каде што жена се обрати на друга муштерика, зошто одиш по продавници, ти треба да си во изолација, целото семејство ти е болно. Само се сврти и излезе. Значи, треба да имаме свест. Ако ние вложуваме надчовечки напори да спасиме секој еден живот и да бидеме на располагање, еве ги прекративме и годишните одмори, го повикав персоналот и медицински и немедицински, затоа што сите се потребни. И лекари, и сестри, и болничари, хигиеничари, се е потребно за да ги згрижиме луѓето. Па сепак треба и самите граѓани да бидат малку солидарни, да водат грижа не само за своето здравје, туку и за колективното здравје, за здравје на другите. Од болницата која ги обслужува граѓаните од североистокот, апелираат да се внимава на мерките бидејќи ќе се предизвика проблем во функционирањето на целокупниот здравствен систем. Ние не можеме да обрнеме внимание само на ковид пациентите, мора да ги згрижиме и оние што се болни од малигни болести, интернистичка патологија, сообраќајки нонстоп имаме цело лето, значи повреди, раѓања, згрижување на деца. На сите треба да им посветиме внимание, за тоа е потребно и персонал и дополнителни средства за набавка на лекарства. Имавме огромен трошок преку цело време траење на пандемијата. Ние еве и официјални писма имаме упатено до Фондот за здравство, бараме помош затоа што ова дополнително го оптерети нашиот буџет. Бројката на активни случаи во Куманово во моментов изнесува 422.